На самиот почеток од емисијата веќе ви најавивме дека денес во Добар ден секој ден ќе гостува Стефан Марковски. Оние кои што се по пишаниот збор веќе добро го знаат неговото име, а оние кои не се сега ќе го запознаат. На Википедија за него пишува, значи кога ќе го напишете неговото име, пишува дека тој е поет, писател, сценарист и филозоф. Стефан, добар ден, добро ни дојде. Од овие 4 работи, ти како би ги рангирал? По што би сакал прво да те знаат луѓето, односно, како што најмногу се чувствуваш? Па, веројатно нема баш... Наистина е тешко да ги приоритизирам нештата, меѓутоа некој баланс... Ама ако те терам веќе, мора да кажеш. Ето сега, филозоф нека биде, ајде. Филозоф? Да. На прво место. Сметам дека функцијата на книжевноста е да даде мудрост, која што се помалку е присутна денес. Се разбира дека тоа е да се раскаже приказна, да се каже нешто ново, да се направи нешто уникатно, меѓутоа сепак во позадина, по моје убедување, треба да стои нешто што би научиле ние, со што би останале подлабоки, би ни се проширил умот. А филозофијата сметам дека тоа го прави на најчист можен начин. Не зашто те прашувам, во средно, кога дојде време да се запишувам веќе на факултет, сакав филозофија да запишам. И ја прашав професорката по филозофија во Јосип Броз гимназијата и таа ми рече: "Немој будалче едно, кој маж сака жена филозоф?" Сега ти си маж филозоф, ама ме интересира луѓето како ги третираат филозофите. Кој ќе им каже дека си филозоф, како реагираат? Превртуваат се очи? Ние самите понекогаш превртуваме се очи, меѓутоа сега тоа конотативно значење на филозофијата денес е испревртено како и се друго. Во антиката знаеме дека филозофите и студентите на филозофите го имале највисокиот можен статус. Најумни луѓе биле. Да, се разбира, филозофијата порано ги подразбирале. прашувале за совети, тебе те прашуваат за совети? Ретко. Ретко. Како и да е, она што е заедничко за сите овие работи е пишаниот збор. Дали пишувањето е зараза? Па не се обидувам баш така да го карактеризирам, сепак пишувањето е нешто што е длабоко емоционално пред се, така што ако се емоциите зараза и ако е интелектуалноста на тие емоции или интелектуализацијата на тие емоции зараза, тогаш да. Меѓутоа дефинитивно е една пракса која што те устоличува на ниво на функционирање. Значи, едноставно, после некое време почнува умот да ти гледа книжевно на некои работи. И потоа може би ти треба малце период да се оттргнеш од тоа, да го обескнижевиш умот, да најдеш начин да се абстрахираш од тоа, затоа што во реалноста не е тоа многу пожелно, нели? Добро, ако не е зараза, дали е потреба? Јас, например, имам потреба да зборувам, некогаш прекумерно. Дали ти имаш потреба, дали некогаш ноќе се будиш, мора да запишеш тоа сред сон што ти се снило? Да. Така е? Потреба е. Мислам, во контекстот кој што го спомнав, се разбира. Значи, треба да се оддржува умот, тоа е меѓу другото и ментална вежба, игра. Сепак, овде имаме психоаналитички, ако гледаме идот си работи, игривоста во нас го создава тоа што сака да го создаде, потоа се предомислува, се создава нови светови. Книжевноста не е ништо друго освен создавање автентични своји светови, кое што е сепак на некоја подсвесно ниво комбинација од некои наши светови и некои други, некои прочитани светови, гледани преку филм, слушнати и така натаму. Ние ќе ги отвориме телефонските линии, ме одат на гледачите, веќе впрочем и ги знаат. Отворени се затоа што Стефан сака и да подари некој од своите дела. Мислам дека ќе имаме време за тројца гледачи да вклучиме, но што е она што ќе може да добијат гледачите? Тоа ти ќе си кажеш, Стефан, да не прераскажувам јас. Значи, сега скоро ми излезе драмскиот текст Мајстори за огледала. Спомнавме дека си сценарист, така што ова се сценарија, претпоставувам, така? Драмски текст и сценарио за игран филм. Сценариото се викам Слобода и е во вториот дел од оваа книга. Зборуваме сега за ова, така? Да. Таа ми беше магистарска на Факултетот за драмски уметности. Во петок инаку ќе има 50 годишнина Факултетот за драмски уметности.
мислам дека во 8 часот во МНТ ќе се отвори. Така што ете и тоа да го спомнеме. Сценариото го напишав под менторство на професорот Сашко Насов, додека другата книга е драмски текст Мајстори за огледало, еден свеж текст напишан минатава зима. Се работи за еден текст во кој се обидов да го изложам на еден малце така комично фарсичен начин феноменот на self-help литературата, бидејќи сметам дека За да разберат сите, тоа се книги за самопомош, така му доаѓа. значи денес гледаме дека се штанца такви дела по потреба. Како да задржиш маж за цел живот, како да направиш да се влюби тој за 10 дена, такви книги за самопомош, така? Како да направиш $1,000,000 за еден ден. Како да ги оставиш цигарите за една недела. Да. Што мислам тоа секако може да биде и корисно во одредени ситуации. Си постојат, се си има своја намена и своја публика, и претпоставуваме. тоа се зависи и од нашите сваќања, начинот на кој што ги перцепираме тие нешта, меѓутоа дословното сваќање е нешто што некои автори, па и кај нас гледаме дека се ултра популарни такви некои би рекле шунт дела. Значи, сепак тоа се ловат луѓе на ефтини емоции, значи се пристапува на, да речеме, луѓе со изгубена надеж и тоа Кои се си имаат трансформира. некоја мака, се злоупотребува маката на луѓето. Да. И токму тоа и основното етичко прашање поставено во оваа драма, кај што главниот лик е бизнисмен и кој Двонко Пампур се вика, и тој ќе сака да напише таква книга чисто од комерцијални причини за да ја продаде, меѓутоа тоа ќе отиде малце во погрешна маркетинг насока. Имаше уште едно дело, ме изгледа остана во твојот ранец. Тоа е се уште необјавено, така? Да. И мене лично ми е многу интересно да имам во рака такво нешто што допрва треба да се печати. И ме интересира оној дел од оној момент од процесот на творење. Како знаеш дека делото ти е завршено? Веројатно, како што кажав, емоционалноста во творењето е длабоко изразена кај мене и кај секој автор кој што без разлика дали е дебитант, дали е во понапредна фаза од пишувањето, бидејќи Роберт Фрост на пример рекол, тој конкретно за поезијата го рекол тоа, меѓутоа јас тоа би го проширил и на литературата, дека поезија се добива, односно литература се добива кога имаме емоција, која што наоѓа сопствена мисла, а потоа мислата кога го наоѓа сопствениот збор, кој ќе се изрази. Значи, по таа аналогија, додека имам и емоција, и мисла, кој што ќе артикулира емоцијата, имам дело. Значи, делото кај мене воглавном завршува кога немам повеќе емоции, кога сум ги изразил докрај. Се разбира, ова е пак променлива категорија, има фази и секоја книга си има различна поетика кај мене. Меѓутоа, ако може да најдам одредена константа, тоа е тоа. Како се збогуваш со делото? Тажен е тој крај или едве чекаш да започнеш со ново? Па Или не може генерално, зависи? Зависи, воглавном зависи. Се трудам среќен крај да имам во мојата глава. Се трудам да си кажам супер што го завршив ова дело, ќе му се навратам кога тогаш, никогаш не го оставам само. Ќе му се навратам, сега тоа може и да се испечати во меѓувреме, ама ако има второ издание, дај Боже новиот роман кој што го спомна да има прво, па потоа и второ. Се разбира дека повторно би му се навратил и како што сум се разделил среќно, така и би го дочекал повторно среќно. Името на твојот нов иден роман е? Анатомија на бумбарот. И тоа Зашто се насмеа? Па затоа што им откриваме на гледачите нешто behind the scenes. Сметам дека насловот е една алегорија на
на феноменот на бумбаровиот лед, кој што според научниците долго време, според еден француски ентомолог, кој што во 1934 година објавил труд со кој ја порекнува можност да лета бумбарот. Значи, требало многу време на научниците, 80-ти на години, до пред некоја година, кога конечно илустрираа дека бумбарот всушност ги мафта крилата во хоризонтала наместо во вертикала, за разлика од и многу други инсекти така летаат, за разлика на пример од птиците. Значи имаме една алегорија помеѓу тоа што тој самиот си го создава начинот на кој што лет. Значи, мафтајќи хоризонтално, бумбарот создава слој воздух под неговите крила на кој што се задржува, правејќи ротација. И кога се задржува, всушност тој се одбива од тоа. Нешто слично како кај хеликоптерите. Па така и главниот лик си создава свој пат. Или еве, например, Ханибал го имаме во историјата, кој што рекол дека ако нема пат, самиот го создава. Ти посакувам набрко да излезе во печат ова твое дело, но пред да завршиме со разговорот, главниот повод поради кој што си овде е да ти честитаме на некој начин за наградата што ја доби во Хрватска. Интересна награда, да се отпечати твое дело, да се преведе на хрватски јазик. Тоа е всушност наградата, така? Да. Наградата се вика Горан Бојик, е да делува за дарскиот огранок на Хрватското книжевно друштво. Ќе се испечати мојот роман Еретички писма на хрватски. Тоа е веќе роман кој што е отпечатен на бугарски јазик, покрај тоа што е објавен кај нас. Имаше своја промоција во Софија. И на Европскиот ден на литературата, тоа беше навистина интересен настан. Се надевам дека и во Скопје ќе има можност за некој сличен настан како Европскиот ден на литературата, бидејќи тоа е ден кога има истовремено промоции на повеќе дела од повеќе автори од различни европски земји и публиките при тоа патуваат од место на место. Значи практично се прави промена на публики и постојано се случува промоцијата. На секој половина час се случува практично реприза на едно исто. Како реагираш, последно прашање, да, веќе се одјавуваме, добивме знаци, како реагираш кога ќе го видиш твоето дело преведено на друг јазик? Затоа што тоа се твои зборови, ама не се истите, така? Сепак и преведувачот има малку право да ги измени. Се разбира, јас имам доверба во моите преведувачи и најважно ми е не дословно да се преведе, туку значењето. Значењето, смислата на тоа што сакам да го кажам. Суштината да се фати. И кореспондентно на тоа реагирам на најпозитивен може начин. Бидејќи преводот е нашата комуникација со светот. Сепак сме ние мощно ограничени како книжевен пазар и не можеме очекуваме цел свет да научи македонски јазик. Да, немаме алтернатива. Не само писателите, туку и практично сите кои што се изразуваат преку текст. Стефан, многу ти благодарам на гостувањето. Нашите врати се секогаш отворени за тебе и за твоите следни дела, било да се работи за сценарио, дали ќе се работи за поезија, дали ќе се работи за некој роман. А ние со оглед на тоа што веќе ручек време, нашите гледачи се гладни, да видиме што за денес подготви Адријана Лачки. Мислам дека е пржена пита, ама како се знае, не знам. Тоа ќе го знае и ќе го видите од Адријана.